Проблематично е кога ќе ги видите оние советници на кои што континуирано им трепери гласот, им се тресат рацете додека зборуваат. Кога ќе почнат да коментираат нешто, па си ги научиле лекциите на памет. Многу ми е жал што шпицниот градоначалник кој ги даде насоките не знаете ниту да ги изреализирате како што треба. Меѓутоа затоа сме ние тука убаво да им ја освежиме меморијата за медот и кој убаво е запознаен во таа проблематика, а вие многу добро знаете дека тоа најдобро асоцира на вас. Вие рековте имало долг во водовод врзан со клинички центар. А оној директорот што го разрешивме, што го фативме со рацете во медот, не беше на ВМРО ДПМН, оној што сакаше да мести тендери од 137 милиони евра. И тој, додека беше директор во оваа цела неполна година, не знаел за овој долг. Каде е одговорноста тука? Што не побаревте од него да даде оставка? Да ве подсетам само, ако се бараат оставки, треба да се побарате од Мицкоски, од шпицниот градоначалник. Знаете, оној сега на отварање чешми и на денес да гледам отишол пак по некој од општините. Оној што е знамено за сите градоначалници во Македонија. Постојано што оди на отварање тротоари. Тој шпицниот градоначалник. Само тој добро си беше својата работа. Кога зборуваа тука на оваа говорница за водовод пред 5 минути, не видов да се побуните. Немојте со хипокризија везан водовод. Најискрено. ЈСП, да, должи владата. Предходните години исплаќале 360 милиони денари, па ги скратиле на 120 милиони денари, кои што во овој момент одлука од 21-та година не се исплаќаат, а сега не се предвидуваат воопшто. И тоа е во ред. Ние ќе најдеме начин како се ова да се санира. Ви благодарам многу искрено што за прв пат на оваа седмица се загриживте откако немате член на вашата политичка партија да е директор. Затоа што минатата седмица, јас колку што видов, не гласавте за иницијативата ова јавно предпријатие да има дополнителни приходи. При тоа, не ве видов тука, затоа што сте испратиле нели покана да дојдат синдикатите, да испратите покани до градоначалниците, да дојдат тие да си кажат зошто должат толку пари на градот Скопје по основ на испорака на услугата и би било добро да барат одговорност од сите. Понекогаш да се свртите кон себе си. Не, пак ми се чини дека некоја друга коалиција има тука, меѓутоа ајде, ќе оставам таа за некоја следно обраќање, затоа што навистина е симпатична. Кога зборуваме за јавното сообраќајно предпријатие. Ево тука е советникот Неловски, кога размислува кои личности би сакала да работат на овие јавни предпријатија. Конкретно за ова јавно предпријатие се разгледуваат кадри кои што доаѓаат од внатре, кои што би можеле да го водат предпријатието и ја познаваат проблематиката на тоа предпријатие. И многу убаво бевте запознаени кој е човекот. И тогаш рековте, и овој бил на некој митинг, ама ако е професионален, нема проблем. И вие лично го одобривте. Ако не се сеќавате да ви осмежам меморија. Може. Може, секако дека може. Онака, кога сакаме да зборуваме за криминал. Ева имам и јас тука една слика. Тука е еден фин господин кој што е поранешен директор на јавното предпријатие, висок функционер од вашата политичка опција, кој што си потпишал еден договор да не ги брендираат сите автобуси на ЈСП во градот Скопје и каде што на градот ќе му плаќаат, замислете, фасцинантни 7000 денари со фирмава Маратон. Тука измеѓу негде ќе го видите собственикот на таа компанија и уште една личност макна во средина како сети. И за тие 7000 денари кои што ги исплаќаат на ЈСП, тие пак се инкасираат по 2000 евра од автобус. Или од прилика ЈСП ради оваквите штетни договори, подпишувани на десетина и повеќе години, губи милиони евра. Директно сте одговорни за загубите на ова предпријатие. Директно сте одговорни затоа што се наоѓа ова предпријатие во ваква состојба. Ако сакате да лажете, лажете на друго место. Немојте тука. Ако сакате да барате одговорност, барете си одговорноста и кај себе, не само кај останатите.
Ако сакате да зборуваме за коалиции, да се запрашаме зошто денеска не барате од владата да ги плати средствата, туку тука кажувате, не знам, извршната власт, градските власти. Да ве потсетам, и вие сте градска власт. Вие сте градска власт. Вие сте мнозинство тука. Над 40 општини имате во Македонија. Половина од општините во градот Скопје се општини со кои што раководат ваши кадри. Со нив се слика и сече ленти на чишни на тропари, шпицни од градоначалник. Договори за јавни набавки. Не ви е срамно? И собствени, различни фирми. Не ли е срамно? Цело време и собствени. Така е, се согласувам со вас. Почитувам совета. Како е ова може да. Така да, ако сакате да зборувате за коалиции, ева, можете овие криминални коалиции. Имаме фотографии од други криминални коалиции. Имаме документирано исто така податоци за кои што, како и во кој период прават. Ве замолувам, ако сте дојдени тука да му помогнете на јавното сообраќајно предпријатие, кој што со години некој успел да му генерира долгови, да го донесе во ваква состојба. Ако сакате навистина да му помогнете, земете, изгласајте и немојте тука со празни флоскули да пред граѓаните се обидувате да поентирате, затоа што ништо не поентирате. Се знае кој раководел со ова предпријатие години и години наназад. Се знае во ова предпријатие кој ги генерирал долговите. И сега земете, консолидирајте си ги редовите тука и сите заедно кренете раката и поддржате го ова предпријатие. Ако може. А би било фер да излезете на оваа говорница и да побарате не само владата да си ги исплати средствата кои што ги исплаќала, туку и да ги зголеми како што биле зголемени во минатите години, меѓутоа исто така и општините за она кое што го добиле како средства исто така од владата да го исплатат на градот Скопје, затоа што градот Скопје во овој момент не може да си ги сервисира врските затоа што тие не си ги исплаќаат своите.